Очекував колегата да се извини кон францускиот и кон израелскиот народ, но ништо. Тоа е социјалдемократскиот сојуз. Мојата дискусија ќе му ја посветам на предлагачот на ова законско решение, Дејан Павлевски, заменик министер во локална самоуправа, човекот кој што пред неколку години кажа, за да се вратат луѓето во иселените региони мора да препознаат дека ќе живеат нормален и квалитетен живот. Колега Павлевски, нема нормален и квалитетен живот во ваква држава како што ја направивте Република Македонија. Еднаш ви кажа на една истакната манифестација дека колку повеќе спиете, а колку помалку работите, подобро е за државава. Вчера се заработивте до 5 сатов, направивте глупост. Направивте глупост. Не скаравте со Израел, денеска не карате со Франција. Го понижувате почитуваниот амбасадор Тимоние, борецот за напредок на Македонија кон Европската унија. Денеска, уште една страшна глупост. Предлагач на закон за Совет на јавни обвинители е заменик министер за локална самоуправа, електроинженер. Нас, повеќе од ова понижување, можеше само да се случи тука на овие столици да седи господинот Благе Цветковиќ, заменик министер за земјоделие. До толку е дојдена оваа држава. До толку се дојдени реформите 369, 16, 54. Затоа сме 64-то место по корупција. Затоа сме хибриден режим. Затоа што во 4,5 сатот пратеници се влечкаат по пижами за да изгласаат успешна министерка, представник на еврејскиот народ и горда македонка во владата на Република Македонија. Ова е ли сигналот кој што го праќате кон Европската унија? Ова е сигналот кој што очекувате да биде забележан во извештајот за напредокот на Европската унија? Глупост до глупост. Вчера закон за јавно обвинителство, ниту 5 секунди објаснување, ниту 5 секунди објаснување реформски закон. Денеска нов закон за Совет за јавни обвинители го праќаат заменикот министер за локална самоуправа. И добро е што дојде тука. Сакам да се пријавиш за реплики да ми одговориш. Бидејќи претпоставувам ти немаш врска со ова законско решение. Докаде е одговорот на прашањето од господина Тилија Димовски за вашите криминални градоначалници? Докаде е одговорот за извештајот за односот на градоначалникот на Лозово кон вработените? Докаде е извештајот за Курту Дудуш кој што ги претепуваше ромите во неговата канцеларија? Докаде е извештајот за Боро Малборо кој што доби лиценца за марихуана? Докаде е извештајот за градоначалникот на Прилеп кој што набави 4 автобуси за €1.000.000? Докаде се извештаите за градоначалниците кои што незаконски преку вашето министерство набавувале дронови за €800.000? Знаете за кого? И затоа ја замилувате македонската јавност. Направивте тотален контраефект. 2 милиони гледачи имаше сношти македонската телевизија. 2 милиони гледачи прв пат се случило до 4 часот да ја гледаат вашата брука. Разрешувањето на министерката Рашела Мизрахи, гордата македонка. Зошто? Затоа што се дрзнала, замислете, на пано поставено од секторот за привлада, кој што се грижи за општи работи, да постави, а да не го тргни паното каде што стои Република Македонија. Тоа го направивте сношти и за тоа треба да се срамите. Но знаете зошто го направивте тоа? Шверцерски криминално, како се што донесовте, како што ја преименувавте државата, како што го подпишавте договорот со Бугарија во 4 часот, како што не ги дискутиравме аманданите за двојазичност, како што го искршивте уставот и деловникот во 4 часот, затоа што жената го откри криминалот во Министерството за транспорт и врски. Тоа е низината големина и тоа ви смета. Сакате да направите политичка криза да избегате од избори. Сакате да направите политичка криза за да не изгубите со 16 претеници разлика. Затоа што се распекувате по сите шевови. И затоа го морам Дејан Павлевски да си одработи денеска дневницата, да се јави за реплика, да кажи што тој разбира од ова законско решение. Што тој има предложено во ова законско решение и дали бил на владата кога според министерката Рената Десковска нагрешка го пратили ова законско решение са Бајлево 3. Не е грешка. Вметнавте внатре и Бадинтер. Не е грешка. И се спротивставивте на Венецијанската комисија. Не скаравте и со нив, како што не скара Коста Динацевски денеска со амбасадорот на Франција. Ова е скандал за кој што ќе дознае цела Европска унија. Затоа што се вперени очите и на амбасадите, и на господинот Жбогар, и гледаат што дискутирате, со кого не карате. Гледаат какви соопштенија, какви фейсбук статуси праќаат вашите председатели на Комисијата за труд и социјала, како се закануваат, како ја навредуваат министерката, а ниту еден не се осуди од вас да ја осуди таа риторика нацистичка, фасистичка. Ниту еден.
ниту клубот на жени пратенички, ниту председателките на вашите жени на форуми. Никој не се осуди да го направи тоа. Ова да го направеше ВМРО ДПМН. Па вие ке легневте пред Европскиот парламент во Брисел, вените ке ги сечевте. Вените ке ги сечевте. Ама ова ви треба вас. Ова е чадна бомба за криминалите, колега Дејан Павлевски, заменик министер за локална самоуправа, а бранител на законот за јавни обвинители. Зашто да дискутираме? За реформи во судството? Зашто да дискутираме? За електронапон? Зашто да дискутираме? Зашто да дискутираме? Дамка фрли изјавата на Коста Динацевски. Дамка фрли можеби е тоа нарочно, за да не се дискутира за реформите и за криминалите кои што ги имате направено. За организираниот проток на мигранти и на дрога преку границите, за камионите во РЕК, за ТЕТО, за газдата на Фени, за набавката на хеликоптерите за 72 милиони евра, за анексот за патиштата од 198 милиони евра, за набавката на 4 автобуси за милион евра, за аферата Леонардо, за дивите градби во Охрид, за дивите градби на Шарпанина, за пеналите за клиничкиот центар, за пеналите кои што треба да ги платиме на шпанската фирма Рубал, бидејќи експресниот таа прилеп градско е заглавен. Затоа ги разрешувате министрите техничките, бидејќи ви ги откриваат криминалите. До 5 сато седите овдека, да разрешите министерка жена, која што само гордо кажала дека е македонка. На кого му ги исполнувате жалбите? Господине Дејан Павлевски, заменик министер за локална самоуправа, експерт за јавно обвинителство. Го пониживте и Колега Ѓорчев, не се слушаме и од други причини. Јас се сомневам во едно друго. Кога зборуваме, ние преводот е на албански, македонските граѓани не можат да гледаат. Кога зборуваат тие, тогаш е се во ред. Ова сум сведок. Јас, бидејќи сношти бев дома, морав да се приберам митно дома. Во 3 сатот го гледав преносот. И тоа е факт. Тоа го знае македонската јавност. Но за среќа имаме диуми кои што го пренесуваат ова. Затоа очекувам господинот Дејан Павлевски да ми објасни што добиваме со ова законско решение. Дали е вистина тоа што го кажуваат нашите колеги? Дали е ова мафијашко решение? Дали мафијата ви ги пишува законите? Кого аболицирате со ова законско решение? Кого? Како може закон да се темпира да важи на 4 етапи? До 14 часот и 35 минути на 16 февруари важат бомбите, после 40 секунди не важат бомбите. Еве, бидејќи вас ви испратили денеска да го браните ова законско решение. Јас го очекував ви кажам. Овој замеников ше од земјоделие. До толку ја пониживте државата. До толку ја пониживте државата, а вие зборувате за правда. Основен услов за да се биде член на судски совет е да имаш селфи со премиерот, да бидеш член на правна комисија на Социјалдемократскиот сојуз и да ти се потпиши Снежана Калеска. И Facebook статус да ја напатниш Рашела Мизрахи зашто била македонка горда. Ако така ја извлегеш добро, тогаш напредуваш. Тогаш добиваш тендер, тогаш добиваш лиценца за марихуана и тогаш може да те напредат, да ти дадат и од Министерство за култура 90.000 денари да напишеш книга. Има фонд за иновации и добиваш 450.000 евра. Треба само 5 секунди, вие сте електроинженер, да посуфате на Google и да најдете какви панели има во Индија, да го ископирате тоа, да аплицирате кај вашиот кадар и да ви дадат 500.000 евра и 6 да ги закачите во прилеп. Криминално неплатено. Е така функционира господине Дејан Павлевски. Ја не знам вашето министерство како функционира, ама ова е вистината. А по ова што не одмете одговаране на пратеничко прашање повеќе од 5 месеци, гледаме како функционирате. Тоа значи молчењето е одобрување. Го одобрувате и Курту Дудич, го силите денеска да врзи 5 души в канцеларија да ги искрши од чотик. Го поддржувате и граначалникот на Ново село камион да купи за да шверцува цигари, оти не си спајча со една кола. За жал. Тоа е вистината. Тоа е вистината. Од Ѓорче Петров не го познавам. Мене од вчера и дол ми е Рашела Мизрахи и бабата Перса од Ѓорче Петров. И ја кажа вистината во очи. Кого го замајувате вие? Кого го замајувате вие? Коста Динацевски. Го навредува амбасадорот на Франција. До каде стаса бе? Кои се вашите партнери? Од кого очекувате поддршка? Како очекувате позитивен извештај во март? Зошто го злоупотребувате неговото име? Зошто? Дали тој човек го заслужил таквиот однос? Зошто? Затоа што ви ја кажува вистината во очи, затоа што добронамерно сака да ви ги посочи грешките за да се поправиме. Зошто? Тоа не е коректно. Никој амбасадор во Република Македонија не заслужил тако. 20 пати ги вреѓате, знамината му ги именувате, му ги сменувате, различни химни му пуштате. Сега стасавте и вербални напади да им обатувате.
Колега Коста Динацевски, ова ќе има далекосежни последици. Ова и во коалицијата ќе има турбуленции. Затоа што не сите ваши коалициони партнери го поддржуваат ваквиот однос кон амбасадите во Република Македонија. Ни шарени, ни дом, ни пензионери. Нема човек кој што одобрува вербалниот лич кон францускиот амбасадор. Не ме очекува сега да го нападнете и еврејскиот и израелскиот амбасадор и американскиот амбасадор. Само со една причина. Само вие да не бидите виновни за вашиот крах. Ви благодарам. Реплика